Убав ден. Видението на денот на нашиот роден ден и пораката од Бог и неговата Божја десница се обвистини. Денот на смртта нивен Бог им ја даде така како што ја прославуваат со години уназад на сметка на роденденот на нашиот великан. Сега ќе се обидам да ви објавам некои работи, за да неверните томовци не бидат толку силни, затоа што тие само чекаат поклониците на овој поглавар на језуитите, а верувам дека Бог ќе му дозволи да се врати и да си ги земе сите језуити со него. Владо Павлов, видението кој што го напишал, владението на 113-тиот папа од крвта на Влавот Петар, издajnik на Исус, ќе заврши кога змијата ќе ја јаде својата опашка, а ќе воскресне ... И продолжувам. 113-тиот папа ќе се обиде со сите претходни сценарија во Македонија, како промената на името, двојазичноста, поделба на земјата, повторно на денот на роденденот Македонија да ја распне. Бог нема да му дозволи. А сите кои му помагаат ќе бидат на колена, начело со главниот масонот Чифли, Израилјолюбецот, Петар Владиката и Партении, како и сите нивни потрчковци. Други ми пишувале дека ќе воскресне фалангата, секој нека си го добие заслуженото, а јас сум одговорил, мораме да бидеме трпеливи, да заврши клетвата наша македонска со владението на 113-тиот папа од Влавот Петар до денешниот последен. Заедно сме сите 144.000, не се плашете, каде и да сте, израелитите ќе се вратите, колку и да започнат со големите катаклизми и уништувањето на Рим. Македонија не е ветена на хазарите, за која спремат хазарите 100% преку политичарите во Македонија, туку за моите и нашите македонци и за сите вас од целиот свет македонци, Македонија е ветена, браќа мои, од целиот свет за вас. Ова е едно писание кое што сум го објавил, каде што повторувам и велам дека владението на 113-тиот папа од крвта на Влавот Петар
издajnik на Исус ќе заврши кога змијата ќе јаде својата опашка. Тоа значи дека од денес започнува јадењето на змијата на својата опашка и започнувањето на поголемите турбуленции со смртта на последниот 113 папа. Штета Фениксот од Гоца Сорос, кој што му го поклони на овој 113 папа, не се оствари. Поглавар на језуитската организација која што учествува во најголеми ритуали, во најголеми убиства, кои што до ден денес не се расчистени, и старите и новите. Но се има свој крај и свој почеток. Поверете, македонци, владението на 113-тиот папа од крвта на Влавот Петар, издајник на Исус, ќе заврши кога змијата ќе јаде својата опашка, а ќе воскресне ... Овие работи кои што ги потврдуваат и се тоа на кои што ни го доловуваат, како и претходно, еден од најубавите органи кои што излезел од Феникс е животот кој што се поистоветува со сите нас. Стои 13-тиот папа ќе се обиде со сите претходни сценарија во Македонија, како промената на името, двојазичноста, поделба на земјата, повторно на денот на роденденот, Македонија да ја растне. Бог нема да му дозволе. А сите кои му помагаат ќе бидат на колена. Ова е аргумент и доказ за нешто што се случуваше во Македонија, за нешто што се одвиваше пред македонската Ксантика и пред нивниот ден на смртта, а нашиот роден ден. Да видиме што друго Павлов објавил. Ова е најстариот Ватикан кој треба да воскресне на сметка на овај другиот кој што сите го знаете денес. Домот на Македонија е таму каде што е срцето. Се лажите. Ова е објавено пред 20 часа. Се лажите ако некој мисли дека Кочани ќе заврши како модуларна. Бог деновиве ќе ни го представи на денот кога ние сме славеле роден ден македонците, а тие смрт. Пораката од Бог ќе ја добиеме и неговата Божја десница. Ова е видео пред 22 часа, каде што се уште има молк за сето оно што се случувало во градот каде што бил најстариот Ватикан. Ако смртта за нив е роден ден за нас, тоа значи дека воскреснува
светлината. Мораме да бидеме предпазливи од денес кога змијата започнува да јаде својата опашка. Ке проверам уште нешто друго што сум објавил. Ова е поздрав еден до битолчани кои веруваат дека забот на баба ми Евродика Златен во битолот ќе им го земат, а јас велам се лажат и се занесует во битката по Стрежево, каде што е ризницата на баба ми Евродика. Поздрав до сите оние мои пријатели кои што контактирале со Владо Павлов и кои што работеле на искористување на она што сакале да дојдат од Владо Павлов. Доктори, професори и кој ли не. И уште еднаш ова е поздравот за сите нив од Битола. Сите кои верувате дека забот на баба ми Евродика Златен ќе им го земете, се лажете. Само се занесуете. Бабиниот заб ќе остане за идниот македонски цар на царевите и крал на кралевите. А вие доктори, магистари, професори, колку сакате талкајте и бидете диви копачи. Забот на баба ми Евродика Златен ќе остане. Поздрав и до некои пријатели на Тино. Факт е дека поголема паника имало во дискотеката од рацијата за дрога отколку од пожарот. И повторно молк. Зошто го баравте меѓу мртвите? Бог силно ќе ударе на денот нивен на ритуали и славење на смрт. Смрт ќе им даде. Ова е еден текст кој што сум морал да го напишам брзо, па дури имам и печатни грешки, ама суштината е разбирлива. Зошто го баравте меѓу мртвите? Бог силно ќе ударе на денот нивне или на денот нивен на ритуали и славење на смрт. Смрт ќе им даде. Вакви текстови имам безброј и се мој поздрав до неверните томовци кои што сигурно и ова моје најавение за папата Фрањо Еморте ќе го откријат и ќе се прават на тошо дека ништо не слушнале и ништо не виделе. Не случајно сум напишал дека на роденденот наш, а денот нивен на смртта, Бог ќе им даде смрт. Не случајно пред смртта на Еморте Фрањо објавував делот на Стариот Ватикан од тогашниот свет, каде што било македонското царско светилиште. Хајката која што е спроведувана против Владо Павлов е хајка која што учествуваат сите оние во секташката организација. Ова е мојот поздрав до сите оние кои што славете Пасха, па дури овие ритуали, како и Кочани, не успеа поглаварот на језуитите да го додржат во живот. Овде го имате петелот како символ и обратниот крст.
Еве го. Обратниот крст и петелот. Мој поздрав за сите оние кои што славеа Пасха, посебно до Бигород. И овие ритуали не помогнаа на поглаварот на језуитите. Затоа, бидете трпеливи македонци. После дождот сонце доаѓа. Македонскиот феникс е тука. Иако Гоца Сорос побрза, потрча баба Гоца да му го поклони на оној кој што денес е мртов. Штета. Однесе феникс, а човекот почина денес на нивниот ден на смрт, а наш ден на роден денот. За сите оние кои што ме уверувате дека ова бил ритуал на православието и христијанството и стар 1500 години. Сигурно и петелот и обратниот крст е символ на православието и христијанството. Бог повеќе не ја трпи лагата. И овие ритуали не помогна на поглаварот на језуитите да го живеат. Во кој свет живееме? Во кој сектачки организации? Дали некој се запрашал? Дали гледате пред очите на сите ваши што прават? Овде фали уште двоглавиот црн орел на жолта позадина. Зато и кажав и синуќа, оставам се на Бог. Зато и кажав дека горделивиот јазол од оно што е направено во Кочани, само Бог ќе го отплете. И започнува од денес. Уште еднаш и го завршувам ова видео. А за ова видео можете да молчите колку сакате. Ама вистината Бог ќе ја објави. Поминуваат како пред 2000 години Коледе е поголемо од паниката што била од пожарот. Македонија не смее да има плантажи повеќе на марихуана како резултат на сето оно. И ке нема. Незаев, Свети Заев нека е. Родителите ќе се обединеме и ќе бараме декрет кај Тино. Да не постои ниту една плантажа на марихуана во Македонија. Затоа што наместо извоз од 13 плантажи, ние имаме увоз кај нашите деца во сите градови во Македонија. А знаеме кои се актерите да децата не бијат задоени со наркотични средства. И преку кого оде сето тоа? Го завршувам ова вклучување во живо. А имам уште многу други објави кои што го поврзувам денот на смртта, нивниот ден, тоест Велик ден, со реагирање на Божјата десница
и кајше Бог нивниот ден на смрт ќе го направи смрт. Зошто го баравте меѓу мртвите? Бог силно ќе удари на денот нивен, на ритуали и славење на смрт. Смрт ќе им даде. Дали ова не ја покажува вистината? Дека трпеливо Павлов го чекаше денот кога ќе почине 113-тиот папа, а тоа значи змијата ќе почне да ја јаде својата опашка. Или во превод, максимот на темнината завршува, а започнува светлината. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Сакајте правите ме забеган, луд, ненормален. Воопшто не ви наоѓам мана. Тоа си е ваше право. Ама јас не се тргам од вистината. Колку и да се правите дека не ме слушате, не ме читате. Неслучено пророкот никој пат во својот град не успева. Ама изгледа сега и денес нема да биде така. Се лажете. Ако некој мисли дека Кочани ќе заврши како модуларната, објавено пред 21 час, Бог деновиве ќе ни го представи на денот кога ние сме славеле роден ден македонците, а тие смрт. Пораката од Бог ќе ја добиеме и неговата Божја десница. Во чест на овие златни души. Сум најавил пред 21 час дека на денот на нивната смрт Бог со смрт ќе им врати. Сигурно Бог имаше голема причина ова да го соопшти. Во чест на овие души. Во чест на сето оно што се правило во Кочани. Каде што без раката језуцка не е ништо возможно. Ова порака нека стигне до нашите кои што не владеат, дека повеќе Бог не трпи неправди. А и сте свесни што и вчера кажав, дека Бог силно ќе удари врз сите онија кои што ударија на децата, затоа што децата му се многу мили во Газа, Палестина и Кочани, Македонија. Можете да молчите колку сакате, можете да се правите на тошно дека ништо не сте читале, ништо не сте слушнале, ама повеќе кога поглаварот на језутите го поздрави на нивниот ден, не очекувајте вие владетелите со Македонија, на кој што верно му служивте, дека Бог ќе има трпение за вас, ако и понатаму заскривате и уништувате. Ова е поздрав до сите оние кои што ни го покажа вистинскиот ден на Пасха, што значи Пасха, и поздрав до Бигород. И време е да македонецот свати дека повеќе Бог и неговата Божја десница ништо нема да трпат на земјата. А вие македонци, бидете љубов, затоа што со љубовта ќе победиме она што доаѓа. Шо убав крс во Бигород. Знам, не ме разбирате. Ова ќе биде последно славење на денот
на смртта и ќе се врати вистинското славје на македонците на денот на нивниот роден ден. Алфа и омега на Ватикан. Почеток и крај. Помнете и не заборавајте. Еве го тој со братниот крст. И продолжете да молчете.